Рестораните во земјава добија нов изглед. Маси поставени на растојание, паравани помеѓу нив, различен распоред и поставеност на интериерот во локалите. Наголемо се прават измени за веќе најавеното олабавување на мерките. Официјално соопштение се уште нема, но угостителите не губат време. Се предпоставува дека масите ќе бидат поставени на најмалку 2 метри растојание. Келнерите ќе носат маски или визири, а за почеток ќе работат само летните тераси. Од Агенција за храна и ветеринарство велат дека пред отворање на рестораните целосната дезинфекција ќе биде неминовна. Бидејќи рестораните кои што беа затворени не работеа кетеринг или подолг период не работеа, подготвуваме известување до јавноста. Само ќе кажам главните мерки кои што и сега можам да одговорам на кои што се дека ќе треба повторно да извршат дезинфекција и чистење на опремата, каде што и површините кои што служат за обработка на храна. И пред почетокот отварање на рестораните ќе треба да извршите една општа дезинфекција во самиот објект, бидејќи подолго време стоел како запечатен, неотворен и не знаеме што све таму сега нели се случувало. Угостителството е еден од најпогодените сектори во земјава, кој од средината на месец март годинава со уредба од владата беше затворен, се со цел превенција од вирусната инфекција. Најголем дел од угостителите не се задоволни со понудената мерка за поддршка и тешко ќе можат да ја поминат оваа криза. Економските мерки на прашањето дали се задоволни од понудената мерка, владата даде поддршка во висина од 9.000 денари или бруто плата од 14.500 денари, 95% одговориле дека не се задоволни, а 5% одговориле дека се задоволни. Протоколите со безбедносни мерки за функционирање на угостителските објекти се во изработка, а министерот за здравство Венко Филипче најави дека до крајот на неделава ќе биде соопштено и кога ќе почнат со работа рестораните.